Почитувани колеги советници, гости. Сакам да го искористам присуството на командирот на полициската станица од Битола општа надлежност и не сакам многу да навлегувам во текстот во информацијата, меѓутоа сакам да го прашам две-три прашања, бидејќи тука сакам да ми ги одговори лично. Значи, кога расправавме за првото полугодие од извештајот за работа на полициската станица, тој се ме прашавме ништо, меѓутоа сега ќе ме прашаме, се надевам да ќе ми одговорите. Имате 2% кои што ги наведувате во извештајот, во информацијата, велите дека прекршоците од областа на јавниот ред и мир бележат намалување од 1,77%. Тоа треба да не радува, се сложам со тоа. Меѓутоа, другата работа што е малку побитна, каде што сакам да поставам прашање, бројот на сообраќајните незгоди бележи минимално зголемување од 5,13%. Што сакам да прашам? Дали бројот на прекршоци во сообраќајот, значи не навлегувам во законските што е закон, меѓутоа прекршоци кои што се настанати од инфраструктурата на патиштата и улиците во градот. Дали обележаните или необележаните улици, значи хоризонтална и вертикална сигнализација, како вие таму ја нарекувате, и катастрофалната состојба на улиците во Битола има влијание врз зголемувањето на сообраќајните прекршоци во градот. Тоа е првото прашање. Второто прашање, дали ова што сега ве прашам, последица на таквата инфраструктура е изголемувањето на смртни случаи во сообраќајните незгоди. Тоа е второ прашање. И третата работа што сакам да ве прашам, значи прекршоците кои што се настанати на годишно ниво, кои што велите дека се намалени од 1,77%, гледајќи структурата и начинот на кој што се направени, сакам да прашам. Значи, имате во информацијата наведено дека бројот на прекршоци во овој дел е зголемен во руралните средини отколку во градската средина. Значи, и покрај тоа што градот не е испразнет, граѓаните и младите луѓе ни заминаја во таму каде што заминаја во странство, ние сепак имаме некое ниво на годишно ниво на одреден број на прекршоци скоро во сите области. Значи, дали се тие тепачки, пијанства, вреѓање или омаложување на неинформирани лица и слично. Второто прашање, или трето ако види, сакам да ве прашам во овој дел овде, дали недоволната социализација на граѓаните во руралните средини доведува до вакво однесување на граѓаните или според ваше мислење или според извештаите што ги добивате од луѓето кои што направиле прекршок, тие сигурно били на разговор кај вас и вие сигурно имате направено записник, е доведен и тера квалитетот на животот. Значи немаштијата, разочараноста и ред други психолошки моменти кои што делуваат од обкружувањето, од општата состојба во државата, вклучително и градот, доведува луѓето да посегнат по овие непопуларни вијети, да речем. Или како што вие ги нарекувате прекршоци. Значи, вашето видување или она што го имате како сознание од извештаите кои што ги добивате од терен. Доколку сакате, ќе ве молам да ми одговорите. Благодарам. Благодарам.